Добро на почеток, добар ден, добра вечер на сите од мене. Да се заблагодарам на професорката Билјана што ми овозможи да бидам дел од овој вебинар и нормално на сите членови на Македонското географско друштво. Би сакала да ве запознам на почеток со текот на самото предавање, кој што ќе биде во 3 дела. Во првиот дел ќе се запознаеме со Сизмолошката обсерваторија, поточно со институцијата од каде што јас доаѓам, а е дел од Природно-математичкиот факултет во Скопје. Во вториот дел ќе се запознаеме со основните параметри на земјотресот и едноставно ќе одговориме на прашањето зошто настанува земјотресот, кои се негови параметри, негови карактеристики и така натака. И во третиот дел, што е за мене како сизмолог најинтересен дел, да одговорам на прашањето зошто настануваат земјотресите баш во мојата матична држава, кои се основните причини, кои се најсилните земјотреси и така натаму. Точно дека сме ние дел од Природно-математичкиот факултет во Скопје, меѓутоа заради осетливоста и специфичноста на инструментите кои што ги имаме, се наоѓаме во населбата Кисела вода во Скопје, на североисточните падини на планината Водно. Морам да напоменам дека доста битна дата за Сизмолошката обсерваторија, меѓутоа и за нашата држава е 1 јули 1957 година, кога всушност започнува со работа Сизмолошката обсерваторија и започнува да се регистрираат, за почеток сите земјотреси не само од нашата територија, него и од околните погранични подрачја. Морам да напоменам и тоа дека Сизмолошката обсерваторија покрај тоа што како примерна дејност ги има областите од сизмологијата, сепак таа работи и други гранки од геофизиката, истражува други гранки од геофизиката. Самата институција представува единствена институција во Македонија, која што е задолжена и овластена со закон да одржува сизмолошката мрежа. Во моментот во Македонија работат 5 постојани станици. Тоа се станиците во Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчева. Нашата цел е всушност да вршиме и постојано наблюдување, меѓутоа и научна анализа на целокупната сизмичка активност на територијата на републиката, но и континуирано да изработуваме и да ја надополнуваме картата на земјотресната реонизација на територијата на републиката, како и нормално да известуваме јавноста за осетеноста на земјотресите. Во текот на своите 65 години од постоењето на оваа обсерваторија, имаме развиена мрежа на постојани сизмолошки станици. Како што спомнав претходно, во моментот имаме телеметриска мрежа помеѓу сизмолошките станици Скопје, Валандово, Охрид, Штип и Пехчева. Меѓутоа, покрај овие постојани сизмолошки станици, Сизмолошката обсерваторија поставува и привремени сизмолошки станици. Во моментот тие се наоѓаат на браните Козјак, Света Петка, Лисиче, Книжево и локацијата Белица. Именно целта на инсталирањето на овие сизмолошки станици е следење на индуцираната сизмичност, која што настанува како резултат на напрегањата од водената акумулација на браната. За самата Сизмолошка обсерваторија интересно е тоа во насока на инструментите кои што ги регистрираат земјотресите, тоа што се наоѓаат сите 3 генерации на инструменти. Најстарите инструменти, односно ние велиме првата генерација на сизмолошки инструменти, тоа се механичките сизмографи. Тоа се првите инструменти кои што работеле на оваа територија и кои што го имаат регистрирано единствено земјотресот поточно Скопскиот катастрофален земјотрес од 26 јули 1963 година. Тоа се инструментите Мајнка и Конрад, станува збор за механички сизмографи, каде што регистрирањето на земјотресот всушност се врши на чадена хартија, иглата пишува на чадена хартија. Во 90-тите години, до 90-тите години, веќе се во употреба втората генерација на сизмолошки инструменти. Станува збор за инструменти со главнометарска регистрација, каде што имаме запис на земјотресот на фотографска лента, кој што се врти на барабан. И веќе после 90-тите години во самата институција се воведуваат современи сизмолошки инструменти, така да денеска ги имаме електромагнетните сеизмометри. Овие електромагнетни сеизмометри се поврзани со дигитајзери. Целта на дигитајзерот е да направи конверзија на аналогниот во дигиталниот сигнал. Понатака тој дигиталниот сигнал доаѓа до компјутерскиот монитор, каде што всушност ние сизмолозите вршиме анализа на земјотресните бранови, односно на записот на земјотресите. Како изгледа сето тоа? Покрај тоа што ние примаме податоци од нашата телеметриска мрежа, ние сме поврзани со голем број на станици на Балканот и во светот и ги следиме податоците и нивни, нашите сето тоа се следи во реално време. Во моментот на настанувањето на земјотресот,
имаме запис значи на тој земјотрес преку сизмометрите, дигитализирите, па на компјутерскиот монитор, ја правиме анализата на земјотресот, со тоа што ги ставаме основните фази на земјотресните бранови. Откако сите тоа ќе го направиме, всушност успеваме да ги добиеме основните параметри на земјотресот. Значи станува збор за хипоцентралното време, значи тоа е времето на настанувањето на земјотресот. Станува збор за хипоцентралната длабочина, значи на која длабочина настанал тој земјотрес. Вертикалната проекција на хипоцентарот и на површината на земјата се нарекуваат подимот епицентар. Епицентарот значи представува условно кажано значи точка на земјата површина која што добива одредени координати фи и ламда, за да можеме ние нели да кажеме каде настанал земјотресот, во кое епицентрално подрачје припаѓа земјотресот. Дали се во ред? Добро. И понатака, значи, со одредувањето на основните параметри, значи, се одредуваат и магнитудата и интензитетот. На овој слајд одека е представен еден случаен земјотрес на 25 мај 2014 година. Значи, станува збор за земјотрес случен во 23 часот и 5 минути по локално време. Магнитудата на земјотресот изнесува 3,5, интензитетот на земјотресот всушност ние го одредуваме во интеракција со граѓаните, значи во комуникација со самите граѓани, ние ги одредуваме макросизмичките ефекти, врз основа на кој што пак го одредуваме интензитетот на земјотресот. Значи на самиот слајд што е представено анализата на земјотресот, значи сизмограмот се гледа од земјотресот, се прави негова анализа, се одредува неговата локација, се одредуваат параметрите на земјотресот и во случај на почувствуван земјотрес како што е овој земјотрес од 25 мај 2014 година, значи ние ги известуваме граѓаните преку медиумите и нормално сега поново преку социјалните мрежи. Тоа беше првиот дел од предавањето, кога чисто нели се запознавме само со сизмолошката обсерваторија, каде таа се наоѓа, со нејзиниот компјутерски центар и со инструментите. И сега доаѓа вториот дел, кој што е дел од чиста сизмологија. Велам чиста сизмологија затоа што се објаснува сизмологијата преку земјотресните бранови, односно нивното ширење низ внатрешноста на земјата, а преку сето тоа всушност се објаснува и насловот на оваа презентација, зашто земјотресот е експеримент на природата. За почеток знаеме дека науката која што се занимава со изучувањето на земјотресите и сите појави кои што со него следат се нарекува падимотесизмологија. Значи станува збор за една мултидисциплинарна наука, велам мултидисциплинарна затоа што таа не само што го изучува ширењето на и регистрирањето на земјотресните бранови низ внатрешноста на земјата, него ги изучува и физичките и геолошките карактеристики на жариштата кои што всушност ги произведуваат овие земјотреси. Како дел од геофизиката, таа се наоѓа како една гранична наука помеѓу едни две стари фундаментални науки, значи станува збор за физика и за геологија. И познавајќи ги од физиката карактеристиките на земјотресните бранови и карактеристиките на нехомогените слоеви во внатрешноста на земјата, значи ние можеме да одговориме на многу прашања во сизмологијата, односно знаеме дека врз основа значи новија карактеристики на земјотресните бранови и овие две науки, значи добиена е внатрешната градба на земјата, знаеме дека таа се состои од 3 слоја, јадро, обивка и земена кора, и врз основа исто така на тие карактеристики на земјотресните бранови можеме да добиеме различни модели. Конкретно во овој случај е представен брзинскиот модел, односно ширењето на брановите во внатрешноста на земјата со различни брзини. Значи како тие преминуваат од еден во друг слој, како преминуваат од еден во друг дисконтинуитет, поточно обивка, надворешно, внатрешно јадро имаат различна брзина. Постојат повеќе дефиниции за земјотресот, меѓутоа најшироко прифатена дефиниција е дека земјотресот е едно ненајдено и краткотрајно тресење на земјата. Самиот земјотрес значи можеме да го толкуваме или како ширење на механички бранови или пак како осцилации на земјата ако ја разгледуваме земјата како една целина. Трењето на земјотресот може да биде од делови на секунда до неколку часови. Самиот земјотрес како една природна појава се карактеризира со еден ненаден почеток, трае одредено време и веднаш после тоа престанува. Точното место и точното време на настанувањето на земјотресот сизмолозите не можат да го предвидат. Меѓутоа, што можат сизмолозите да предвидат? Значи, кога разгледуваме некоја одредена област или некој одредено подрачје, значи врз основа на статистичка обработка на сите случајни земјотреси во тоа подрачје, ние можеме да ги одредиме периодите на повторување на земјотресите со одредена магнитуда. Така, например, ако станува збор за Скопското епицентрално подрачје, како пример ќе го земам, значи тоа е епицентрално подрачје, знаеме дека во временски интервал од околу 100 години се случуваат земјотреси со магнитуда 5.
Ако стане збор за истото епицентрално подрачје, онда знаеме дека во интервал од околу 1000 години се случуваат земјотреси со магнитуда 6. Меѓутоа, сега пак тоа не значи дека ако земјотресот со магнитуда 6,1 случаен во 1963 година во Скопје, значи треба да поминат 1000 години за да повторно се случи таков земјотрес со магнитуда 6,1, значи тој интервал всушност ни покажува дека во период од тој временски интервал, значи тука во тој интервал ќе се случи тој земјотрес. А брзината на случувањето на земјотресот со магнитуда 6 зависи од сеизмичноста на самото епицентрално подрачје, но зависи и од околните напрегања на кои што е изложено самото епицентрално подрачје. Значи ние можеме да ги одредиме периодите на повторување, значи преминуваме од една наблюдувана сеизмичност кон една очекувана сеизмичност. На овој слајд овдека всушност е представен токот на еден сеизмички процес на ширењето на бранот, со тоа што всушност и се одговара на прашањето зошто земјотресот е експеримент на природата. Знаеме дека внатрешноста на земјата е изложена на силни тектонски притисоци, на конвективните струења кои што доаѓаат како резултат на промената на притисокот и на температурата во внатрешноста на земјата. Сите овие напрегани притисоци всушност овозможуваат создавање на различни деформации и ломови во самата нејзина внатрешност. Во моментот кога напрегањата значи ќе преминат границата на цврстината на стената, во тој случај настанува лом, односно велиме се создава ново жариште, односно велиме се активира расет. Самото активирање на расетот всушност представува придвижување на блокови на еден блок во однос на друг блок. Овие два блока овозможуваат ширење на еластични бранови, значи ваквите бранови се простираат низ внатрешноста на земјата, доаѓаат кон земјината површина, доаѓаат до сеизмолошките станици и нормално самите тие земјотресни бранови имаат геолошки ефекти, различни локални геолошки ефекти, не само на средината, него имаат и ефекти на материјалните добра и воопшто на самата природа. Доаѓањето на земјотресните бранови до сеизмолошката станица овозможува регистрирање на земјотресните бранови, односно добивање на сеизмограми и понатака со анализата на сеизмограмите ние ги одредуваме параметрите на земјотресот како природна појава, но со понатамошното истражување, значи ние ги одредуваме и параметрите на самото физичко жариште кое што овозможува создавање значи на земјотресни бранови, односно овозможува создавање на земјотрес. Основни параметри на земјотресот се всушност времето кога настанува земјотресот или велиме ние хипоцентрално време. Хипоцентар, значи точката, ние ја земаме како точка чисто заради представување земјотресот преку математички и физички модели. Иначе тоа не е точка, него представува една голема област, каде што всушност се припрема целиот тој сеизмички процес за настанувањето на земјотресот. Вертикалната проекција на хипоцентарот се нарекува под името епицентар. Тоа е точка која што се наоѓа на земјината површина, на која што ние даваме одредени координати, фи и ламда, за да можеме нели да кажеме каде се случил земјотресот. И понатаму се одредува магнитудата и се одредува интензитетот во корелација со граѓаните како нели го почувствувале земјотресот, односно кои се макросеизмичките ефекти на овој земјотрес. Со одредувањето на овие параметри, ние понатака нели сеизмолозите преминуваме во одредувањето на параметрите на жариштето. На посебен слайд се ставени всушност параметрите магнитуда и интензитет. Зашто? Затоа што се тие секогаш најинтересни и стојат во извештаите. Станува збор за бездимензионални величини. Самата јачина на земјотресот, значи магнитудата на земјотресот всушност е поврзана со енергијата која што се ослободува од внатрешноста на земјотресот и всушност тоа е нешто што ги интересира само сеизмолозите, меѓутоа денеска во самите извештаи затоа што луѓето ги интересира и колкава е магнитудата, нели ние ја користиме оваа локална Рихтерова магнитуда која што има своја одредена скала. Во корелација со граѓаните го одредуваме интензитетот, кој што всушност е поврзан со макросеизмичките ефекти кои што самиот земјотрес го има значи врз луѓето, животните, природата и материјалните добра. Рихтеровата магнитуда е значи скала која што има 9 степени. До сега на територијата на Македонија најсилен случаен земјотрес, односно на копнениот дел на Балканскиот полуостров, е земјотресот од 1904 година. Значи станува збор за земјотресот во пограничното подрачје Пешчево-Кресна. Земјотрес кој што има интензитет 10, магнитуда 7,8, кој што има предизвикано деформација на земјината површина во вид на различни пукнатини, отварање на ломови, појава на ликвифакција, појава на гејзери и така натака, меѓутоа има направени големи материјални штети.
Интензитетот на земјотресот, рековме дека се добива во корелација со граѓаните, значи они ни ги кажуваат нас како го почувствувале земјотресот и врз основа на тие искази, значи ние ги одредуваме макросизмичките ефекти, кои што потоа понатака, значи врз основа на макросизмичката скала, европската макросизмичка скала, нели одредуваме колкав е интензитетот на земјотресот. Европската макросизмичка скала има 12 степени. До сега на територијата на Македонија се има случајно земјотрес со интензитет 10, поточно 2 земјотреси со интензитет 10. Тоа е земјотресот претходно што го спомнав од 1904 година, Пехчево Кресна, и земјотресот во Валандово од 1931 година. Од крајот на 2001 година во Сизмолошката обсерваторија всушност е воведена во употреба европската макросизмичка скала. Таа е воведена се со цел да се промени она Меркалиева скала, бидејќи во европската макросизмичка скала се земени во предмет и новите начини на сизмичко проектирање. Она што можам како забелешка, значи да го кажам, е дека во голем број на учебници се уште стои, по географија се уште стои дека интензитетот на земјотресот се одредува според Меркалиевата скала. Не, интензитетот на земјотресот се одредува според европската макросизмичка скала, која што е во употреба од 2001 година и каде што се земени всушност новите начини на асизмичкото проектирање на зградите, кои што се развиени во последниве неколку децении. Во останатиот дел од слайдот всушност е дадена една слика, таа представува макросизмичка карта или пак ние велиме карта на изосеисти. Станува збор за земјотресот од 2016 година, е изработена врз основа на макросизмичките ефекти кои што ни се кажани од граѓаните во комуникација со нив. Интензитетот на тој земјотрес со магнитуда 5,3 беше 7 степени. Големиот црвен круг, поточно најмалиот црвен круг го дава тој интензитет. Како одиме подалеку од црвениот круг, различните бои всушност даваат различен интензитет, односно се стануваат послаби макросизмичките ефекти. Значи, ефектите на земјотресот се најсилни колку што сме поблиску до епицентарот на земјотресот, а колку се оддалечуваме од епицентарот на земјотресот, макросизмичките ефекти на самиот земјотрес стануваат се послаби. Кога станува збор за сизмологија и за предавање поврзано со земјотресите, значи не можеме никако да ги скокнеме сизмичките бранови. Значи самите сизмички бранови се наречени просторни бранови, а од нив со нивна суперпозиција настануваат површинските бранови. И едните и другите се представени нели само во еден слайд во интерес на времето. Просторните бранови се бранови кои што всушност извираат на некој начин од внатрешноста на земјата, значи тие настануваат во моментот кога настанува земјотресот, односно во моментот кога имаме поместување на едниот блок во однос на другиот блок. Значи, брановите од натрешноста на земјата, тоа се лонгитудиналните и трансверзалните бранови, патуваат кон земјата површина. Едните имаат карактеристика на звучни бранови, а ќе објаснам и после зошто, а другите имаат карактеристика на електромагнетни бранови. Значи, ова се првите бранови кои што стигаат на земјата површина и кои што ние ги чувствуваме. Значи, ако во моментов сега има земјотрес и ако слушнеме звук, па веднаш после звукот доаѓа нешто како удар и тресење, онда велиме дека да, ние се наоѓаме во епицентарното подрачје каде што се случил земјотресот, да, жариштето на земјотресот се наоѓа под нас. Зашто? Затоа што директните просторни бранови кои што се побрзи од трансверзалните, веднаш доаѓаат на земјата површина, бидејќи имаат карактеристика на акустични бранови, слушаме звук, а веднаш после нив доаѓаат значи трансверзалните бранови кои што предизвикуваат удар или пак тресење. И едните и другите се представени на овој сизмограм и од самиот сизмограм значи може да се види дека П брановите се побрзи од С брановите. Останатите карактеристики на овие просторни бранови се тие да врз основа на тоа што знаеме дека лонгитудиналните бранови патуваат низ сите средини, течна, гасовите и цврста, а трансверзалните само патуваат низ цврста средина, врз основа значи на овие карактеристики на земјотресите бранови е одредена внатрешноста на земјата. Односно знаеме дека таа се состои од 3 главни слоја, тоа е јадро, обивка и земјена кора. Ова се површинските бранови, кои што настануваат како резултат на суперпозиција на просторните бранови. Зашто велам суперпозиција? Затоа што просторните бранови кога доаѓаат до земјата површина, тие се одбиваат од незе, преминуваат во друг слој, повторно доаѓаат горе, така да сето тоа одбивање и рефлексија значи овозможува создавање на нови типови на бранови, тоа се релиевите и ловејовите, имаат карактеристика на деструктивни бранови, значи тие ги прават всушност и најголемите оштетувања на материјалните добра, односно конкретно на објектите.
даден е еден цртеж на сеизмограм на кој што се представени сите 4 вида на бранови. Значи, првен доаѓаат лонгитудиналните бранови, па трансверзалните бранови, па потоа доаѓаат ловеовите и на крај доаѓаат релиевите бранови. Значи, уште еднаш ќе повторам, површинските бранови се оние бранови кои што се најдеструктивни и кои што ги предизвикуваат најголемите оштетувања на материјалните добра. И сега преминувам кон третиот дел на предавањето. Мислам дека за секој сеизмолог е најинтересен делот кога треба да зборува за сеизмичноста на својата матична држава, односно да одговара на прашањето зошто, како и каде настануваат земјотресите, кои се основните причини, зашто имаме земјотреси на територијата на Македонија толку многу, зашто имаме случајно толку многу силни земјотреси, и тоа станува збор за деструктивни земјотреси кои што имаат предизвикано не само материјални штети, него и многу човечки жртви. Како настануваат земјотресите? Па тоа е едно од најпоставуваните прашања. Значи, за да можам да одговорам на ова прашање зашто настануваат земјотресите на територијата на Македонија, на почеток треба да кажам дека Македонија представува дел од источниот Медитеран, а знаеме дека источниот Медитеран се карактеризира со една изразено висока сеизмичка активност, која што има и огромно влијание на самата територија на Македонија. И сега на самата територија на Македонија, всушност глобално ако гледаме, големо влијание има и постојаната колизија помеѓу три големи тектонски плочи, значи тоа е афричката, арапската и евразиската плоча. Односно, постои субдукција на афричката и на арапската плоча или пак подвлекување под евразиската плоча. Сето ова овозможува создавање на огромни напрегања кои што се пренесуваат во внатрешноста на големите плочи. Самото пренесување на напрегането во внатрешноста на големите плочи овозможува создавање на различни пукнатини и ломови, кои што всушност овозможуваат создавање на големи раседни дислокации, но и создавање на мали или микро тектонски плочи. Една таква микротектонска плоча која што има големо влијание на сеизмичност на територијата на Македонија е јадранската микроплоча, која што ако гледаме Македонија, значи од западна страна, таа навлегува под динаритско-хеленитскиот ороген лак, значи имаме субдукција помеѓу јадранската микроплоча и динаритскиот хеленитски ороген лак. Субдукцијата предизвикува одредени напрегања кои се представени во вид на компресија, значи тоа е од запад. Од десно имаме напрегање, односно влијание на Карпато-Балканите и Родопската маса, исто така предизвикувајќи напрегања и компресија. Не може да не се спомне јужната екстензија, а тоа значи дека територијата на Македонија, како и на Балканот, е континуирано изложена на едно истегање во насока југ-југо-исток, и тоа годишно истегање изнесува некаде од 2 до 4 мм според најновите истражувања. Значи, кога секој се заокружи, напрегањето од исток, напрегањето од запад, почнато компресиите од едната и од другата страна, дилатацијата на средината на територијата на Македонија, сето тоа овозможува потенцијал за акумулирање на сеизмичка енергија, која што преку постоењето на раседните дислокации овозможува создавање на земјотреси. Кога просторни и временски ќе се распределат сите земјотреси на територијата на Македонија, на низината територија, значи ние според карактеристиките можеме да одвоиме 3 сеизмогени зони. Тоа се западно-македонска сеизмогена зона, вардарската сеизмогена зона и источно-македонската сеизмогена зона. Според основната дефиниција за сеизмогената зона, значи вистинска сеизмогена зона има само западно-македонската, затоа што ќе идеме после на наредниот слайд. Целата сеизмогена зона е поврзана, е поклопена со земјотреси. Всушност, кога да постои некоја одредена генетска поврзаност помеѓу сите овие земјотреси, а тоа всушност е така затоа што компресијата која што доаѓа од западната страна како резултат на субдукцијата на јадранската микроплоча со хеленитско-динаритскиот ороген лак е толку голема да континуирано имаме акумулирање на сеизмичка енергија во оние раседни дислокации кои се наоѓаат на таа страна. Кога ќе се погледнат земјотресите во вардарската и во источно-македонската сеизмогена зона, онда тие се распределени како во одредени кластери, односно во одредени групи. На овој слајд одека всушност се дадени сите раседни дислокации кои се наоѓаат на територијата на Македонија и епицентралните подрачја. Може да се забележи, значи на првиот слајд со црвени линии се представени раседните дислокации, значи тие ги има во сите можни правци. Исток, запад, север, југ и голем дел од нив се преклопуваат еден во однос на друг, значи се вкрстуваат. Вкрстувањето на раседните дислокации всушност представува и места каде што се имаат акумулирано земјотреси со најголемо количество на енергија, односно со најголеми магнитуди. Меѓутоа, што значи под поимот, велиме ние, тектонски јазол? Значи, постојат две дефиниции за тектонски јазол. Или е тектонскиот јазол одредена аномалија
која што континуирано акумулира сеизмичка енергија и во еден момент не ослободува, или е на некој начин област која што акумулира енергија и со континуирани автохтони земјотреси, континуирано преку слабите земјотреси, значи ја ослободува оваа енергија. Мора да се напомени дека низ територијата на Македонија поминува еден регионален, доста сизмички активен расет. Станува збор за расетот број 26, кој што започнува некаде во Мала Азија, ја поминува Бугарија, ја ги сече северните делови на Македонија, е изразито активен во Скопската котлина и навлегува длабоко под Јадранската микроплоча. Всушност и овој Скопски коснителски расет е и главниот виновник за настанувањето на земјотресите во Скопското епицентрално подрачје, и тоа земјотресот во 518 година, во 1555 година, земјотресот катастрофален во 1963 година, но и земјотресот сега што беше во 2016 година. Самата просторна и временска распределба на земјотресите всушност ни овозможува да ја поделиме територијата на Македонија на околу 30 епицентрални подрачја. Карактеристично за секој епицентрално подрачје е тоа што си има своја историја на сизмичност, како и своја сегашност на сизмичноста, има свој одреден репрезентативен расет и постои одредена генетска поврзаност помеѓу самите раседни дислокации. Ова е една карта на Македонија, значи се представени сите земјотреси во периодот од 1901 до 2021 година. И сега морам да напоменам дека станува збор за земјотреси кои што се лоцирани, затоа што постои голема разлика во земјотрес кој што е регистриран од инструментите и земјотрес кој што е лоциран. Зашто велам голема разлика? Инструментите регистрираат се. Значи може да регистрирате земјотрес со магнитуда 0,1. Меѓутоа, тој земјотрес со толку слаба магнитуда не може да биде лоциран, затоа што за да се лоцира еден земјотрес, минимум ни треба 3 сеизмолошки станици. Така да на оваа карта има околу 50.000, мислам, некоја отприлика земјотреси, али има и голем број на земјотреси кои што се само регистрирани, меѓутоа не можевме да ги лоцираме и затоа не се ставени нели како настани на оваа епицентрална карта. На овој слайд се дадени позначени случајни земјотреси низ годините на територијата на Македонија. Тоа се земјотресите во Пехча во крес на епицентралното подрачје, значи 896 година и 1904 година, Валандово 1931 година, Скопје ги спомнав 518-та или до 555-та, катастрофалниот земјотрес 26 јули 1963 година. Потоа земјотресот во епицентралното подрачје Дебар во 1967 година, Градско Стоби некаде околу 400 година, Пештани и Охрид Струга сега овдека во епицентрално подрачје, всушност вклучено е и епицентралното погранично подрачје јужен дел на Охридско езеро. Значи тоа се земјотресите од 1911 година. Од самата табела значи може да се види дека доминираат земјотреси со магнитуда поголема од 6. Дури и интензитети, каде што интензитетот имаме два интензитети 10, а другите се сите 9. Значи станува збор за територија која што е екстремно сизмички активна. На овој слайд е дадено сизмичкото зонирање според очекуваните интензитети. Значи според оние статистички анализи кои што ние ги правиме на сите случајни земјотреси на одредено подрачје или одредена територија, ги добиваме периодите на повторување, односно периодите на очекувањето на земјотресите. Така да може да се забележи дека на местата каде што всушност се случени најсилните земјотреси, повторно ќе се случат. Зашто го велам тоа? Има едно правило во сеизмологијата, кој што секој сеизмолог значи го знае, таму каде што едно се случил земјотрес, ќе се случи повторно земјотрес. Значи, целата територија на Македонија е со висок интензитет. Имаме интензитет 9, интензитет 8, интензитет 7 и интензитет 6. Значи тоа се интензитети кои што може да предизвикуваат материјални штети и нормално одредена доза на вознемиреност кај граѓаните. Понатаму во самата презентација, значи одбрав два земјотреси на кои што е направена комплетна анализа, сеизмичка анализа. Значи тоа е земјотресот од 1963 година и вториот земјотрес е Валандово 2009 година. Сите земјотреси кои што се почествувани на територијата на Македонија, поготово со магнитуда поголема од 4 и за кои што имаме голем број на макросизмички ефекти, значи можеме да направиме карта низ осеисти, можеме да одредиме различни параметри, значи се направени детални анализи. На овој слайд е даден земјотресот од 26 јули 1963 година, значи во 5 часот и 17 минути се случува земјотресот, неговата длабочина е одредена 5 км, значи станува збор за доста плиток земјотрес, магнитуда 6,1 и максимално наблюдуван интензитет 9.
според Европската макросизмичка скала. И сега во овој дел од слайдот, значи во десниот дел на слайдот е даден записот на земјотресот, меѓутоа од силината на земјотресот, иглата која што всушност го регистрира запис, има излезена од барабанот и е настанат прекин во самиот запис на земјотресот. Меѓутоа во бидејќи имаме во сизмолошката обсерваторија располагаме со голем број на сизмограми, поготово од овој земјотрес, значи имаме различни сизмограми од други земји, кога вработените во сизмолошката обсерваторија повторно се вратиле на работа, значи го имаат повторно активирано механички сизмографи кои што први го имаат регистрирано земјотресот и нели понатаму почнува да се регистрира автершоковата активност од после силниот земјотрес. На овој слайд овдека всушност е дадена една епицентрална карта на автершоковата активност на земјотресот од 26 јули, значи па се до периодот некаде до август 1964 година. Иначе се смета дека крајот на автершоковата активност на овој земјотрес е некаде дури во средината на 1965 година. Во временскиот период во кој што се разгледува, во горниот дел, значи од првата слика се представени хипоцентрите, значи тоа се местото во внатрешноста на земјата каде што се настануваат земјотресите. Можеме да забележиме како дифузно се представени хипоцентрите на земјотресите, значи најгусто се представени некаде на длабочина од 5 до околу 10 на километри. Значи всушност на таа длабочина мора да постои некој контакт помеѓу два блока кои што всушност се поместиле еден во однос на друг и кои што го предизвикале земјотресот. Ако се направи вертикална проекција на сите овие хипоцентри на површината на земјата, тогаш може да се забележи како епицентрите во една линија како да мигрираат, значи на кај југо-исток. Така да самото мигрирање, почетокот на мигрирањето на епицентрите во една автершокова активност, значи во една серија, значи континуирано ослободување или релаксација на раседот од онаа акумулирана сизмичка енергија. Во другиот дел од овој слайд всушност е представен шематски приказ на тоа што всушност се случило за време на земјотресот од 26 јули 1963 година. Кажавме дека Скопската котлина, значи го сече Скопско-Козловскиот расет, кој што е регионален расет и кој што има изразена сизмичка активност. Значи, Скопската котлина се наоѓа некаде на контактот помеѓу Скопска Црна Гора, значи точно таа е на контактот, над контактот на Скопска Црна Гора и планината Водно. Во моментот на настанувањето на земјотресот, овој контакт е изложен на огромни напрегања. Кога напрегањата ќе ја поминат цврстината на силата на триење помеѓу блоковите, односно цврстината на еластичноста на материјалот, во тој случај настанува приближување на блоковите по раседната површина, кој што е откриено дека имаме наклон од 70 степени, се поместува, значи, Скопска Црна Гора во однос на планината Водно, тој скок на тие блокови е одредено дека е 30 см и во тој момент, значи, се ослободува огромното количество на енергија и настанува, значи, земјотресот. На овој слайд се всушност представени некои од сизмограмите кои што се добиени во сизмолошката обсерваторија, бидејќи претходно спомнав нели дека записот на земјотресот го немаме комплетно целиот, него само автершоковите активности, така да јас од многу сизмограми што ги имам во сизмолошката обсерваторија ги одбрав, значи го одбрав сизмограмот од Португалија кој е дојден, од Финска, од Франција. А исто така се дадени неколку слики каде што е представена деструктивноста, значи јачината на земјотресот врз материјалните добра. И сега треба да се напомене дека земјотрес со магнитуда 6,1 всушност е во групата на умерено силни до силни земјотреси. Меѓутоа во тоа време во Скопје има направено огромни штети. Зашто? Затоа што дел од градбите кои што биле градени не се сизмички, а другата причина е затоа што Скопската котлина всушност представува една огромна алувијална наслага, која што алувијална наслага, нели знаеме дека од песок, песочници чакали, па кога поминуваат земјотресните бранови, тие предизвикуваат всушност осцилирање на частичките, така да амплитудата на земјотресниот бран всушност со самото тоа осцилирање, таа амплитуда станува поголема и ефектот на земјотресот на земјината површина станува поголем. Всушност за тоа се настанати овие деструктивни рушења, ќе речам, на стамбените објекти за време на Скопскиот земјотрес. Овдека е направена една паралела на земјотресите од 2016 година и претходно земјотресите од 1901 до 2015 година, чисто нели да се види да се објасни всушност мигрирањето или ослободувањето на енергијата од Скопската серија на земјотреси. Големиот црвен круг всушност го представува земјотресот од 1963 година. Големиот виолетов круг ни го представува земјотресот од 2016 година. Значи
претходниот слайд, каде што беа дадени хипоцентрите и епицентрите како мигрираат во правец југ-југоисток, точно значи во таа насока во 2016 година настанува земјотрес со магнитуда 5,3. Што значи тоа? Дека текот на енергијата, значи на акумулирањето на сеизмичката енергија, со самото мигрирање на земјотресите всушност се насочува на таа страна и ние значи на таа страна можеме да очекуваме дека ќе имаме некој земјотрес. Меѓутоа, немаме некоја директна поврзаност. Зашто? Зашто секогаш мора да се земат во предвид и геолошкиот состав на почвата, нели, на самото епицентрално подрачје, сеизмичноста негова, но и околните влијанија. Вториот земјотрес кој што е анализиран, тоа е земјотресот од 24 мај 2009 година. Земјотрес случен во 18 часот и 17 минути, длабочината 16,5 км, магнитуда 5,1 и максимално наблюдуван интензитет од 8 степени според Европската макросеизмичка скала. Во долниот десен дел од слайдот всушност е даден сеизмограмот на силниот земјотрес и на почетокот на афтершоковата активност. Значи сите овие плави и црвени осцилации ќе ги наречам се земјотреси, така да во овие неколку часа кога ќе се отвори да се анализира сеизмограмот, па сигурно има овде околу 100 до 150 земјотреси, затоа што има некогаш се случува кога станува збор за силна серија да во една минута имаме по 3-4 земјотреси и сега до умешноста на сеизмологот е да овие земјотреси направи локација, односно да ги регистрира и понатака нели да ги лоцира со помошта на останатите сеизмолошки станици. Можеме да видиме дека сите епицентри на земјотресите се сконцентрирани помеѓу Беласичкиот блок, помеѓу Плавошкиот блок, помеѓу Фуркиниот блок и помеѓу на запад Веландовската депресија. Што всушност се случило за време на овој земјотрес, односно како е токот на целиот сеизмички циклус. Сето тоа ни е представено во 4 дена. Првиот ден го разгледуваме до 23 мај, значи денот пред настанувањето на силниот земјотрес. Се забележува дека веќе започна сеизмичкиот циклус, значи започнува она релаксирање на раседната дислокација од акумулираната енергија. Овие сеизмолозите ги велат претходници на силниот земјотрес или модерно кажано да речем форшокови. Веќе наредниот ден сите овие жолти топчиња се случени во 24 часа, значи на 24 мај 2009 година, значи во текот на тие 24 часа се забележува огромна афтершокова активност веднаш после земјотресот и имаме земјотреси значи со магнитуда од 5,1 па се до 0,1. Во третиот ден исто така имаме огромна афтершокова активност со магнитуди на земјотреси од 4 до 0,1. Веќе во четвртиот ден се намалува бројот на земјотресите, меѓутоа се намалува бројот на силните земјотреси, а се уште постои огромен бројот на земјотресите кои што имаат послаби магнитуди. Сепак тоа не наведува на заклучок дека започнува процесот на одредената релаксација на раседните дислокации, односно настанува доаѓа почетокот на крајот на сеизмичката активност. Во понатамушните истражувања за силниот земјотрес е изработена макросеизмичка карта или па карта на изосеисти. И како што спомнав нели претходно, најмалиот круг е со интензитет 7 и тука земјотресот е најсилно почувствуван. Како се оддалечуваме значи од овој условно веќе го кажам мал круг или ние сеизмолозите велиме плеистосеиста, значи така настанува се поголемо пригушување и се повеќе се намалуваат макросеизмичките ефекти. Откако ќе се анализираат макросеизмичките ефекти, откако ќе се добијат значи параметрите на основните параметри на земјотресот, ние преминуваме кон одредување на основните параметри на жариштето на земјотресот. Значи ние добиваме овие во сеизмологијата се велат бич болсови, така да со анализа на овие бич болсови, значи на овие топчиња, всушност се одредува механизмот на настанувањето на земјотресот. А самиот механизам на настанување на земјотресот всушност ни одговара на прашањето што се случило за да може да настане земјотресот. Конкретно кога станува збор за овој земјотрес, значи што се случува? Станува збор за 3 блока. Значи тоа е Плавошкиот блок, Беласичкиот блок и Фуркиниот блок. Знаеме од геоморфологија дека тоа се блокови кои што континуирано како резултат на различните напрегани од матрешноста земјата континуирано се издигаат. Меѓутоа во самата припрема на целиот тој сеизмички циклус, во самиот момент на настанувањето на земјотресот и неговата релаксација, кога доаѓа до намалување на напрегането, Фуркиниот блок во однос на претходните два блока тоне, значи тој блок тоне во однос на Плавошкиот и на Беласичкиот блок и всушност тој момент на тонењето на Фуркиниот блок е континуирана афтершокова активност и е причината за настанувањето на силниот земјотрес.
Покрај тоа што сето ова да го заокружам се, значи примарните дејности на сеизмолошката обсерваторија, имаме и секундарни дејности. Секундарните дејности се во смисол на следење на индуцираната сеизмичност предизвикана од водени акумулации, наблюдување на експлозија и корелација помеѓу наблюдувана сеизмичка активност и промените во геомагнетското поле. Во интерес на времето, значи за секоја од оваа секундарна дејност, значи е дадено само еден слайд. Во првиот слайд е следење на индуцираната сеизмичност како резултат на напрегувањето кои што ги создава водената акумулација. Значи, тамо каде што е поставена браната, ние поставуваме инструменти, се одредува браната во кое епицентрално подрачје припаѓа, се одредуваат растенните дислокации во близина на браната, се одредува радиус, кој што е најкритичен во смисол на земјотреси кои што настануваат во радиус, нивниот ефект врз самата брана. Понатаму се следи сеизмичноста не само на тоа епицентрално подрачје каде што се наоѓа браната, него се следи сеизмичноста на целата територија на Македонија, за да се увиди дали некоја блиска растена дислокација пројавува одредена сеизмичка активност, па во зависност од таа сеизмичка активност дали може да влијае на растените дислокации на кои што се наоѓаат во близина на браната. Значи се одредуваат сеизмограмите, значи ние ги мериме тие индуцирани земјотреси, всушност во овој случај се дадени дека само 2 индуцирани земјотреси, ги има повеќето, и ја одредуваме разликата помеѓу настапното време на лонгитудиналниот и на трансверзалниот бран, бидејќи радиусот од прилика зафаќа околу 8,4 км е таа област. Значи, ако припаѓа, онда ги броиме сите земјотреси кои што настануваат и какво е нивното севкупно влијание врз браната при поднесувањето на извештајот. Втората секундарна дејност на обсерваторијата е нејзиното учество во наблюдување на експлозија. Значи, често пати, кога, еве да речеме конкретно во овој случај, станува збор за каменолом. Значи, правиме мапа на местото на експлозијата, одредуваме 2-3 локации, онолку колку што е потребно во зависност од количеството на експлозив кој што ќе се користи. Се поставуваат 3 сеизмометри. Едниот сеизмометар всушност ги одредува вертикалните поместувања на земјината површина, вториот сеизмометар ги одредува вертикалните поместувања на хоризонталната површина во правецот на каменоломот, а третиот сеизмометар всушност ги одредува хоризонталните поместувања нормално од правецот на каменоломот. Во моментот на настанувањето на експлозијата, значи нашите инструменти ја регистрираат експлозијата. Во овој случај станува збор за вештачки земјотрес, се одредуваат брзините. Всушност, она што треба да се приложи во извештајот е дали земјотресите брадови кои што се движат со оваа брзина и предизвикуваат одредени деформации на земјата површина, дали тие може да предизвикуваат и одредени деформации врз материјалните добра кои што се наоѓаат во близината на објектот, таму каде што е направена оваа експлозија. И третата секундарна дејност е наблюдување на сеизмичка активност и промената на геомагнетното поле. Значи, ние следиме континуирано промената на геомагнетното поле и се трудиме да најдеме некоја корелација помеѓу промената на магнетното поле и моментот на настанувањето на земјотресот. Односно, ја разгледуваме промената на геомагнетното поле пред настанувањето на земјотресот, за време на настанувањето на земјотресот и веднаш после тоа. Земен е пример со земјотресот во Ландовското епицентрално подрачје, случај во 2012 година со магнитуда 3,6. Ова е сеизмограмата од станицата во Валандово, а на другите две слики се всушност магнетограмите на временскиот домен од станицата во Скопје и во Штип. Значи се прави една интеракција помеѓу сеизмограмите, се одредува дали има промена на геомагнетното поле, меѓутоа е многу тешко да се одреди таа промена кога станува збор за слаби земјотреси, бидејќи земјотрес со магнитуда 3,6 е во групата на слаби до умерени земјотреси. Сепак постојат одредени промени, меѓутоа тие промени се многу позабележителни кога станува збор за изразено, значи, силни земјотреси. Па за сеизмологија може уште многу да се зборува, меѓутоа во интерес на времето, значи тука завршувам со презентацијата и пред да завршам со презентацијата, значи би сакала да ве поканам да ја посетите сеизмолошката обсерваторија, бидејќи е многу подруго во ваков тип на дискусија. Е многу подруго кога би ја посетиле со учениците, нели, за да можете директно да ги видите инструментите, да можете да го видите компјутерскиот центар, па децата да предизвикуваат вештачки земјотреси, па потоа да ставаме, нели, параметри и да лоцираме или регистрираме земјотрес. Ви благодарам на вниманието.